Здрава, јас сум Лила Милик, трансродова личност, а воедно и активистка за правата на трансродовите лица и сексуалните работници. Детството, можам да кажам слободно, со тоа што негдека на 4-5 годишна возраст веќе се спознавам или се само познавам, во однос на тоа дека не сум иста како и останатите момчиња на таа возраст, дека воопшто не ме привлекуваат тие машки работи во наводници ставени, како играње фудбал, возење колички и тие детски игри кои што се карактеризирани за машки и за женски, повеќе ме привлекува женските улоги, ме привлекуваше играњето ластик, ме привлекуваше играњето вртање јажа и секогаш кога игравме во оние детски игри каде што имавме едно семејство, секогаш бев мајката. Али понатака се рефлектира сето тоа врз призма и на мојот живот, да дека на мои 12-13 години за прв пат осетам пеперутки во стомакот кон лице од исти пол, да го кажеме, но сепак се декларирам и се осеќам како жена. На 12-13 години се тука тие пеперутки на првите симпатии во училиштето, каде што сваќам дека не ме привлекуваат жени, туку ме привлекуваат мажи и од тука почнувам да се самопознавам. Тоа што јас идентификувам себе си како стрейт особа, како хетеросексуална особа, иако сум трансродово лице, значи себе се доживувам и се изразувам како жена и во таа позиција не можам да се идентификувам како геј особа, туку се идентификувам како стрейт особа, затоа што никогаш па не во животот не ме привлекувале мажи, геј мажи, ме привлекувале мажи кои што се определени кон женскиот пол и род и себе си, пак ќе кажам, се сметам за стрейт особа, не се сметам, иако ЛГБТ, иако ТТО, трансродовоста е под капата на ЛГБТ заедницата, сепак себе си се декларирам и се идентификувам како жена која што е стрейт. Најлесно се разбирам со моите пријатели кои што ме разбираат и кои што се потполно поддршка тука кај мене, иако се малку, мнозинството се мажи, да кажеме, во тој поглед, но ако гледаме генерално на целата ситуација, најлесно можам да се разберам со жените и со трансродовите лица, отколку со мажите. Полни се предрасуди и сметам дека мажите кои што ги префаќаат трансродовите лица, сепак ги гледаат трансродовите лица како сексуален објект, не ги гледаат како личности и тоа ми пречи, многу ми пречи, затоа што пред се ние сме личности, па понатака имаме и своји улоги кои што ги имаме. Лила е една нормална девојка која што има нормални разбирања, нормални сваќања за сите, не сум нешто посебно, да кажеме, освен што мојот родов идентитет е посебен од мнозинството, така да можам слободно да кажам дека сум една нормална личност која што води нормален живот. Значи, Лила е една особа која што е полна со разбирање, полна со емпатија, и Лила е учена од мали нозе да не прави разлика помеѓу луѓето, да не прави разлика помеѓу родот, верата, нацијата и така натака, и е учена во духот на христијанството. Па не можам да кажам дека сум 100% верничка, но можам да кажам дека за големи христијански празници знам да ја посетам црквата, од време на време знам да отидам во црква да запалам свеќа, но нешто дека многу верувам во религијата не.
Можам да кажам почетокот од кога почнав со хормоналната терапија, односно со медицинското прилагодување, тој период во првата година имав моменти на страв дека може некој да ме препозне и да ме исфрли од црквата или да ми се заканува, но денеска со мојата самодоверба слободно влегувам било каде, не само во црквата, било каде. Па дури и во женските тоалети како што ги зборат противниците, каде што ништо не се случува. Па јас сум изреализирана, себе спозната и себе прифатена сум негдека на мој 25-6 години, каде што веќе искачам од плакарот на момче кое што е малку поразлично од другите и почнувам да се декларирам како трансродова жена. Значи, целиот тој период, па да кажеме, од основните школски денови па средношколските денови се имам спознавано и прифаќано себе си. Имам многу случаи со кои што се имам соочено непријатни. Првенствено е насилството во основното училиште кое што го доживував од соучениците, од родители на соучениците, па дури од наставниот кадар. Понатака, ако продолжиме, тука е средното образование, булингот кој што го трпе во средното образование, моментот кога го напуштив училиштето, каде што на моите родители и не им беше така лесно да плаќаат финансиски средства во однос да училиштето го завршам вонредно, бидејќи немаше услови да идам во редовна поставка. Па моментот на кој што се сеќавам и кој што ми ја мрачам во животот е моментот на тоа околината каде што живее во периодот, значи додека учев средно образование па и основно, мораше да се симнувам 2-3 автобуски станици пред мојата станица, значи пред моето живеалиште, па да кружам по мрачни темници, да кружам по ридови, да одам по небезбедни патеки, за само да не чувствувам дискриминацијата и тортурата од околината во тој период. Тоа што бев доста феминизирана, што не се декларирав како мачко, што не во тој период не ги играв тие машки улоги, не ја живеев машката улога и тоа беше моментот каде што ме нарекуваа женско петле, каде што ме нарекуваа педерче, каде што ме осудуваа за тоа што сум. Вносење на закон, односно предлог законот за правно признавање на родот, бидејќи сметам дека тоа е клучниот закон кој што треба да се донесе за да може трансродовите лица да бидат интегрирани во општеството, да може слободно да заработуваат, да бидат финансиски, правно и социјално интегрирани во општеството. Бидејќи сега е многу тешко да најдеш работа, многу е тешко да се запишеш во училиште, каде што јас имам типично женско име и презиме, ознаката за пол и матичниот број ми се типични машки, имам бариера да користам здравствени услуги, имам бариера при вработување, затоа што кога ќе поднесам апликација за вработување, првото што ќе го видат во моментот се неусогласените документи, имаат милион прашалници во главата. Што се случува? Во односот на изнајмувањето на живеалиште, да кажеме, сум имала ситуации каде кога сум изнајмувала стан, токму поради неусогласеноста на документите, да агентот каде што сум побарала услуга ме прашува што се случува со моите документи и зашто моите документи се такви. Едноставно немаме потреба да земеме и да се оправдуваме пред луѓе кои сме што сме и зашто документите ни се такви какви што се. Сметам дека со донесувањето на законот трансродовите лица ќе можат и текако да се интегрираат во општеството. Во каква Македонија сакам да живеам? Сакам да живеам во земја каде што дискриминацијата и стигмата би биле ставени на последно ниво, каде што здравствениот и правниот систем би функционирале перфектно и во име на граѓаните.
што би рекле политичарите, едно општество за сите. Држава во која што корупцијата ќе биде ставена на минимум, држава во која што ќе се почитуваат различностите, држава во која што верата и религијата нема да бидат никаква пречка. Санила Шкријел, вие сте дел од парламентарната група на СДСМ, на мнозинството. И СДСМ подклекна всушност по најавата на архиепископот Стефан на МПЦ за општ сенароден собир против законот за родова еднаквост, значи против законот за родова еднаквост и законот за матична евиденција. Вие сте, предпоставувам, разочарана, заради тоа што сте најголем поборник всушност и за донесување на овие закони, но и за правата на ЛГБТ заедницата, за правата на жените. Апсолутно сум поборник. За човековите права. И борка, да, се согласувам за човековите права, бидејќи човековите права се неделиви. Не можеме да бираме, нели, за чии права, односно ќе се застапуваме за човекови права на една група, а на друга не. Универзалната декларација за човекови права вели дека тие се неотугиво право на секоја индивидуа. Го видов и јас соопштението, нели, на Социјалдемократскиот сојуз, кој што повикува на продолжување на јавната дискусија по однос на овие предлог 2 закона. Мислам дека предлог законот за родова еднаквост, кој што уште не е, нели, не влезем во процедура, е еден од законите за кој што има и најширока дебата, затоа што законот се подготвува неколку години, гледаме сите дека буквално нема општина каде што не се организира јавна трибина и дебата, токму за да може да се слушнат сите мислења, а предлог законот за измени во матична евиденција кој што го поднесовме како група на пратеници е пуштен во редовна постапка, токму, нели, за да се даде простор, ако треба да се организира јавна расправа, да можат колегите кои што имаат различни мислења да поднесат амандмани и слично. И што се случува сега со СДСМ? Зошто овој пресврт? Видете, сега во однос на она што е партиски став на СДСМ, сепак, нели, ќе мора одговорот да го побарате таму. Јас разговаравте ли со нив? Да, значи ставот на партијата е дека останува на она што се своји вредности и јас верувам во тоа, сакам да верувам во тоа, затоа што ќе потсетам дека заеднички сите партии, представници на сите партии, изгласавме заклучоци тука во собранието по повод 8 март. Еден од главните заклучоци беше дека ќе се донесе закон за родова еднаквост и ќе се формира секретаријат за родова еднаквост до крајот на 2023 година. Повторувам, сите партии ги изгласаат тие заклучоци тука во собранието. И сега Талат Џафери како спикер на парламентот, прв меѓу еднаквите, може тоа и така да се нарекува неговата функција и улога, вели дека нема да гласа, иако за секретаријатот всушност веќе сте се договориле. Знаете како, јас верувам во тоа дека секој пратеник и пратеничка тука треба да гласа согласно своите убедувања. Од што се плашат? Мислам дека она што се случува изминатиот период, односно тоа засилување на верските заедници, целата таа мрежа на дезинформации која што се шири во соработка со некои организации и истакнати индивидуи, дека придонесе за таа атмосфера. Меѓутоа, јас цврсто верувам дека политичарите, ние, нели, политичарите не треба да подклекнуваме на она што значи конформизам и да прибегнуваме кон популизам, туку треба да си обстоиме на своите вредности. Затоа што јас не сакам да верувам дека имам колега пратеник или колешка пратеничка во собранието која што смета дека на секоја индивидуа во нашето општество не му следуваат истите човекови права. Затоа зборуваме. Законот за родова еднаквост зборува токму за тоа. Зборува за еднакви можности на мажите и жените, и тоа не е само филозофско прашање, тоа не е некаква идеологија како што се обидува да наметне нели одредени структури од црквата или други организации. Едноставно зборуваме за одржлив развој, затоа што како можеме да зборуваме ние за одржлив економски развој, просперитет и благосостојба, ако 50% од населението, еве да тргнеме од жените, ги немаат истите можности, истиот пристап. Всушност, нели, хуманоста на едно општество се огледува токму во тоа како ги третира оние најранливите, а факт е дека ЛГБТ заедницата е една од најмаргинализираните во нашето општество се уште. Па и жените.
жените, ги ако знаеме ги гледаме статистиките. статистиките, апсолутно. Така да јас навистина сакам да потенцирам, мислам дека е битно да се знае дека правото на протест е демократско право. Апсолутно никој не го спори тоа. Меѓутоа сметам дека е во најблага рака речено крајно неодговорно да се повикува на протест со дезинформации. Затоа што она што го видовме во соопштението во кое што се повикува на протест се тврди дека некој се обидува по скратена постапка на мала вратна да протне погубни политики, што апсолутно е неточно. Повторувам, предлог законот за родова еднаквост воопшто не е пуштен и во владина процедура. Вториот закон е пуштен во редовна постапка, за да може и колегите, доколку сметаат амандмански да интервенираат, да се отвори јавна расправа, мислам воопшто не е ни стигнат на дневен ред на пленарна седница. Како вели црквата и нивните верници, дека тие шират љубов, разбирање, дека ги заштитуваат и секогаш се на страна на оние кои се слаби, кревки, отфрлени од општеството. Со вакви собири и вакви воопшто особено низ изминатиот период гледаме, вклучувајќи ги тие групи, издруженија за кои говорите, и црквата говорат за поинакви всушност ставови. За жал излегува така. Јас на вистина цврсто верувам во сечие право на верување и на убедување и подеднакво ќе се борам за нечие право да си ја практицира својата религија, своето убедување, како што се борам и за правата на жените и на ЛГБТ заедницата. Меѓутоа, да не се прекршат туѓите права. Апсолутно, многу убаво посочивте дека очекувањето е дека токму верските заедници се тие кои што најмногу, и јас верувам дека верите тоа го пропагираат, дека секоја вера во сушност проповеда љубов и толеранција и грижа, нели, за ближниот свој. За жал, оно што го гледаме изминатиот период е поттикнување на страшен говор на омраза, кој што многу лесно може да води до насилство од омраза, и имаме примери за тоа во општеството. Така да навистина, знаете, има една интересна работа. Минатото лето ние тука во собранието донесовме национална стратегија за родова еднаквост. Никој апсолутно не изреагира, ниту го проблематизираше тој термин родова еднаквост. Сега одеднаш гледаме дека тоа било нешто многу страшно. Така да, е интересно да се разгледува и да се истражува од каде одеднаш се појавува целиот овој отпор кон нешто што е апсолутно прифатена вредност во нашето општество, а тоа е родовата еднаквост. Се бара, всушност се говори дека ќе се бара и поништување на Истанбулската конвенција, која говори токму за насилство кон жените, за семејно насилство. Така е, и затоа ги повикуваме сите овие што тврдат дека се многу загрижани за правата на жените и децата, и семејството. И семејството. Истанбулската конвенција е токму таа што обезбедува и бара од државите членки што ја имаат ратификувано да обезбедат комплетна заштита и поддршка на сите жени, девојчиња, вклучително и деца кои што се соочуваат со некакво насилство. Така да за мене лично апсолутно таквите барања кои што знаете ги гледаме ширум Европа, не се кај нас, не потекнуваат од кај нас, гледаме едно силно антиродово движење и гледаме дека таргет е токму Истанбулската конвенција, меѓутоа јас посебно би се обратила до секоја жена во нашата држава дека целото ова движење и целиот овој удар и таквите барања за отповикување на Истанбулската конвенција се всушност насочени против унапредување на положбата на жените во општеството. И всушност, знаете, тоа се структури кои што не сакаат да видат еднаквост помеѓу мажите и жените во општеството. Да. И тоа вклучува и барање за правото на абортус да биде суспендирано, односно да биде укинато. Па јас на вистина не би сакала повторно нашето општество да го отвори тоа прашање, затоа што тоа е најфундаменталното право на една индивидуа да одлучува за сопственото тело. Така да сакам да верувам дека онаа епизода што ја имавме во време на владењето на ВМРО ДПМН кога се донесе тој рестриктивен закон, дека нема да се повтори. Значи ова владеачко мнозинство покажа дека може да носи прогресивни политики, апсолутно сакам да верувам и дека не само ова владеачко мнозинство, туку сите жени кои што носиме одлуки и нели гласаме за закони во ова собрание, дека нема да дозволат такво враќање назад и нели да зборуваме сега за некое право кое што нашите мајки, нашите баби го имале, да се соочуваме повторно со тоа прашање дали можам јас да носам одлука за сопственото тело или не. Да, моите информации велат дека и структурите од СДСМ, односно од власта, разговарале со МПЦ и очигледно дека под притисок на МПЦ всушност го повлекуваат не законот, но повикуваат на една јавна, широка дебата токму од
СДСМ? Верувам дека целта е апсолутно, значи ние сме свесни дека општеството во кое што живееме, значи имате луѓе со различни верувања, убедувања, имате верници, атеисти, агностици и сето тоа е во ред. Но десничарска партија има вакви ставови, тоа не би биле гласачи на Се СДСМ. согласувам дека за мене клучно е да останеме доследни на своите вредности и да ги застапуваме тие вредности. Тие се цивилизацијски вредности. Апсолутно. Тие се цивилизацијски придобивки и вредности, а да не спомнувам дека доколку нели приоритет на нашата држава, отколку нема дилема е интеграцијата во Европската унија и тие вредности, дека нели треба да ги почитуваме тие вредности, затоа што носењето на овие закони значи и усогласување со ЕУ директиви. Да. Добро, ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам и вам. Prije svega, ne smijemo da zaboravimo da ovdje govorimo o osnovnim ljudskim pravima. Osnovnim ljudskim pravima svih ljudi, bez obzira na seksualnu orijentaciju, rodni identitet ili bilo koje drugo lično svojstvo. Protiviti se ljudskim pravima bilo koje druge ili bilo koje grupe u društvu znači samo jedno. Protiviti se ljudskim pravima svih u društvu. Nažalost, često smo svjedoci da oni koji bi trebalo da zapravo prvi staju u odbranu i da pomažu ljudima kojima je teško i koji jesu u životnim situacijama u kojima LGBTIQ osobe jesu, umjesto da pomažu, odmažu. I to odmažu na način da direktno šire netrpeljivost, šire mržnju i na taj način postiču na nasilje. Tako da imamo situaciju da i vjerske organizacije koje bi trebale pomagati onome kome je teško, što i sva vjerska učenja i uče i govore da treba raditi, a sa druge strane i političari kojima bi glavni zadatak trebao biti da štite ljudska prava svih ljudi, samim tim i LGBT osoba, jer ne postoji razlika u odnosu na naša ljudska prava i ljudska prava ostalih ljudi, upravo rade suprotno, što je vrlo zabrinjavajuće, ali nešto što smo nažalost vidjeli kroz istoriju puno puta, kada se neke političke strukture koje žele profitirati na borbi protiv naših ljudskih prava udružavaju sa vjerskim organizacijama u toj borbi, a sve kako bi ostvarili neke političke poene na kraju od toga. Mislim, jasno je šta je iza toga. Što se tiče tvrdnji oko bilo kakve ugroženosti djece ili pozivanja na tradicionalnu porodicu i tako dalje, jasno je da LGBTIQ osobe nismo nikakva prijetnja djeci, da nismo nikakva prijetnja porodicama i da je cijeli taj narativ zapravo zloupotreba nas, naših ljudskih prava i slobodno mogu da kažem muke koju LGBT osobe proživljavaju u svojim životima zarad ostvarivanja političkih poena. Porodice nisu samo porodice u kojoj su osobe različitog pola i djeca, porodice su i porodice sa jednim roditeljem, bilo da je muško ili žensko, porodice su porodice sa isto dvoje ljudi istog pola koji su roditelji djeci ili porodice su porodice istog različitog pola i bez djece. Porodice nisu ono što ti ljudi koji zloupotrebljavaju naše ljudska prava tvrde da jesu samo i ekskluzivno rezervisane za to, i sa druge strane jasno je da mi ne predstavljamo nikome nikakvu prijetnju. To je samo osnov na koje oni pokušavaju i dalje raspirivati mržnju i netrpeljivost prema nama, a kako bi ostvarili neke svoje političke ciljeve i benefite.